Гледате 360 степени. Во ведниот дел од вчерашната пресконференција на специјалното јавно обвинителство не доби значаен третман во јавноста, зашто деталите за новите истраги беа поинтересни. Но тој ја открива рамката на она што допрва треба да очекуваме дека ќе ни го соопштува САЈ. Се переле пари од државниот буџет, а надлежните институции се правеле дека тоа не го гледаат. По оваа прилика сакам да ја споделам нашата перцепција, која се заснова на голем број обезбедени пред се материјални, но и вербални докази дека во периодот од 2008 до 2015 година Управата за јавни приходи и Министерството за финансии не само што не ги извршувале законските должности од делокругот на нивното работење, напротив, дозволиле и поединци и други министерства да работат спротивно на законите во Република Македонија, а со тоа овозможувајќи да одредени физички и правни лица се стекнат со имотна корист за сметка на буџетот на Република Македонија. Отварањето на денешните финансиски истраги заедно со предистражните и други истражни постапки кои веќе се водат во ова обвинителство во иднина ќе утврдат на кој начин се перени пари во буџетот на Република Македонија и како тоа овие пари завршувале во приватни џебови на одредени високи функционери во власта и правни лица зад кои исто така се кријат високи функционери на власта. Поточно, сакам да кажам дека ова се почеток на овие истраги кои понатаму ќе се прошируваат за нови лица и за нови кривични дела. Добро вечер и добре дојде за моите и ваши гости вечерва Сузана Јошевска-Анастасовска, адвокатка и советник во САЈ. Благодарам што се со нас. Добро вечер, благодарам за поканата. Драган Малиновски, адвокат, поранешен член и председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Благодарам што сте одзвавте на поканата. И мојата колешка Гордана Дувњак, новинар кој што долги години следи теми поврзани како оваа за која зборуваме вечерва, инаку дел од Утрински вестник. Благодарам и за вас. И со вас ќе почнам. Две од истрагите кои што вчера ги соопшти САЈ се за собственици и управители на фирми кои патем се и лица од телевизиските екрани. Јас и во генералната најава ја поставив дилемата дали САЈ е на трагата да почне да ни ги открива вистинските димензии, вистинската цена на патриотската пропаганда на која што сме изложени во изминатите години? Очигледно изборот на двајцата наши колеги не е случаен. Да ве подсетам, тие се споменува и во дел од бомбите што ги објави опозицијата. Меѓутоа, она што е битно во овој дел е дека истрагата што се отвара за нив не се однесува за нивното работење како главни уредници во медиуми, туку на фирми во кои што тие биле управители или собственици, а преку кои се затајувал данок. Значи, дека е фокусот ставен на она што нив ги правело поплатени и поразлични од останатите. Или да стане појасно од каде нивната толкава жестина во бранењето на режимот. Дека тоа не е верба во владините политики, туку дека за тоа биле дебело платени. Ја слушаме контра тезата нова е дека ова е притисок врз медиумите кои што не сакаат да следат една друга политика. Што мислите вие за тие тези? Па јас ќе подсетам дека туку споменатите двајца колеги во времето кога беше атакот врз А1, во нивните медиуми тврдеа ние не сме А1, ние плаќаме даноци. Излезе дека тоа било само празна флоскула и дека не плаќале очигледно даноци, туку за овие неколку години се збогатиле. Просечната плата во Македонија се знае колкава е новинарската плата и ретко кој новинар може да си дозволи да има приходи 30.000 евра месечно.
и новинарите ја делат судбината на... Ретко кој мислам дека никој новинар нема такви приходи. Така, таа толкави приходи. Дали е загрозена слободата на медиумите? Очигледно не е. Затоа што дали тоа значи дека секој оној кој што сака да се занимава со криминален бизнис треба да си отвори медиум и на тој начин да биде заштитен. Ќе се согласиме дека тој тип на поврзување постоеше за жал во изминатиот период. Постоеше, не треба да се присетиме дека во изминатиот период имавме случаи кога лидери на политички партии имаа собствени медиуми. Така што тука не станува збор за работењето на телевизијата, туку за незаконското работење на некои газди со други бизнеси. Кои што индиректно, наверојатно, влијаеле на уредувачките политики, на таа, па и на, веројатно, и на други медиуми. Малиновски, реков и во најавата имаше воздишки од типот, па, како да кажам, дури цинични коментари, дека сега на ова ли се сведовме, на затајување на данок од 100 на 200.000 евра и на тендерски криминал од 500.000 евра, кога се зборува за милиарди украдени, изнесени од државата. Дали се ова случај на вистина кој што се за занемарување? Нема таквите реакции кои велат, ова е нешто ситно, ние очекувавме нешто покрупно, само говори за перцепцијата која се создаде во јавноста си целиот овој период, па да кажам и не само од почнувањето на работата на СЈО, туку и претходно кога ќе се го кажеше на некои злоупотреби. Вие се сеќавате, ние кога го работевме извештај за општина Центар само за лиење на спомениците, кога рековме дека околу 8 милиони евра се проневерени и злоупотребени, од власта ни беше кажано, зарем, нели, она се тресала гората, се родил глушецот. Они мислеле, нели, опозицијата кажува злоупотребени стотици милиони, а тоа биле само 8 милиони, пазете. На потрошени 15 милиони, 8 злоупотребени. Дефинитивно, значи, јавноста отапена е перцепцијата на јавноста кон овие цифри, веќе сме резистентни кои ќе се спомна милиони едно друго, а истиот тој поединец кога ќе го прашате или ако треба да плати за куќен совет за чистачката 200 денари, ќе рече леле, па немам пари и така натака. Значи, тоа говори за односот на поединецот, на граѓаните кон заедничките нешта кои се... Он не препознава дека се тоа заеднички средства, дека се тоа и негови средства и така натака. Меѓутоа, тоа е прашање на политичка, на поинаква дебата. Оно што мене ми е на некој начин впечатокот од вчерашната пресконференција е може би симплифицирањето кога се говори за ова, да се говори од финансиски, од фискален аспект, што е многу поедноставување на проблемот. Тука имаме, не е оштетен само буџетот, туку оштетени се и граѓаните за реално и вистинито информирање. Бидејќи медиумите со кои тие раководели и ја креирале уредувачката политика се извонредно значајно средство во јавната комуникација и градење на мислење, ставови, презентирање на политики на власта и така натака. Така да... Исто така, индиректно преку сумата за која што СЈО тврди дека е оштетен буџетот, во едниот случај околу 120.000 евра ненаплатен, односно сокриен данок на добивка, во другиот случај околу 35.000 евра или кумулативно околу 150-160.000 евра, може да се стигне до некаква првична сума за тоа колку е намалена основицата за даночење, па тука стигнуваме до милионски суми во евра кои што биле свртени преку овие фирми. Се разбира дека математиката треба да оди така, според данокот колку е затаен, ќе дојдете до основицата која била на некој начин извлечена и на која не бил платен данокот. Меѓутоа, не помалку важно е да се види и сите тие приходи кои биле прикажани и како приходи во тие фирми, да се види основаноста на тие приходи, по кои основи легувале внатре, дали станува збор за дозволени или недозволени, реални или фиктивни или фингирани, така да веројатно тоа ќе биде предмет на понатамошната
истрага во постапката. Јошевска, Катица Јанова вчера вели финансиските истраги траат долго, потребно ни е време, нам 18 месеци ни истекуваат. Зошто финансиските истраги траат долго? Финансиските истраги по природата на работата траат малце подолго, затоа што ви треба прибирате многу голема книговодствена документација. Тоа се брои во кутии и во купишта хартија, која понатаму не само што треба да се анализира за да се одвои што е што, туку треба да се повикуваат и вешти лица кои што треба да дадат соодветни сознанија на јавните обвинители, бидејќи јавните обвинители не се економисти. Да, јас често пати слушам дека се потребни вештачења за кои што е потребно време да се направат. Па, потребно е време за самото вештачење, но во конкретни случаи потребно е време да се најде вештак, бидејќи многу вештаци одбиваат да соработуваат. Значи, барањата кои што ги доставува СЈО се враќаат и нема тешко се наоѓа вештак кој што ќе се нафати да го работи тоа. Инаку, тоа да го погледнете како визуелно изгледа во една просторија во СЈО каде што се прибира оваа цела документација, тоа се буквално кутии хартија. Тоа инаку се прави смислено исто така од страна и на институциите и на книговодствата на овие фирми. И е позната техника да ве затрупаат со документи за битното да не го видите од небитното. Значи, бара време за целото тоа да се прочешла. И за да ја приберете документацијата во основа бара време, значи во старт, вие знаете дека мора СЈО да влегуваат со налог во централен регистар, има лоша комуникација со органите во сите органи во државата. Сега малце е таа подобрена, но во принцип се чека последниот ден од законскиот рок од 30 дена за да се одговори и по мои сознанија никогаш не им се одговара од прва, туку во 30-тиот ден на институцијата станува јасно дека нешто не е јасно. Па праќа известување од типот вие го барате ова, ама мене не ми е јасно точно што барате, или доставува парцијална документација, па морате прво да ја видите за да видите што недостасува. И тоа се финти за да се троши времето. И затоа тие по природата на работите се долги, но во конкретниот случај 2 пати или 3 пати се подолги ради овие сите проблеми што ви ги набројав. Дополнително, кај големите да ги наречам истраги, ако вие ги третираме за мали, иако не се мали, кога ќе ги соберете во еден през вчера, од 4 истраги ние имаме милиони евра дупка во буџетот. Значи, тотално сме десензибилизирани на тоа што се цифриве. А до тие милиарди некако мора да се стигне, милион по милион мора да стигнеме. Но еве да речеме за овие големи одлевања, тоа е таква една комплицирана мрежа на патот на парите, да ја користите алатката за меѓународна правна помош, која самата по себе долго трае. Значи, нема никој да ви одговори, ќе поминат месеци, нема никој да ви одговори за 5, 10, 20 дена. Не се користи само за една држава, туку се користат повеќе држави, бидејќи така патуваат парите и тоа е една комплицирана работа која бара време и која никако не може да се изработи за ова кратко време. А да подсетам дека првично треба да се сослушаат снимките, за да знаеме што да бараме. Да, ќе разговараме околу мандатот и малку подоцна пошироко, кога сме кај прашањето и важноста на вештачењата. Дали СЈО е навистина принудено да бара вештаци од странство, бидејќи не може да ги најде овде? Да, тоа беше во IT делот. Значи, во IT секторот не можеше да се најде вештак кој што ќе се нафати да ги вештачи овие аудиофајловите и после се плашат, одбиваат луѓето? Да, одбиваат луѓето да вештачат, тоа е нивно право. Тоа е тоа. Или ќе најдете вештаци кои сакат, јас имав такво искуство, значи ќе најдат човек вештак кој што би сакал, но тој припаѓа на некое биро кој одбива. А тој е вработен таму. А не е само да го најдете лицето, треба да најдете стручно лице. Значи имаме многу вештаци како во секоја бранша. Треба да најдете некој кој знае добро да гледа, добро да копа по документацијата. Дори имаше и примери, да ве дополнам, кога некои вештаци се согласиле за после неколку дена да им откажат. Да им откажат, да. Или ќе го земат предметот и ние се сомневаме дека тоа се разноразни начини како да се троши времето. Ќе го земат предметот и ќе го вратат со се освен мислење. Мислењето не е тоа кое што му вреди понатаму на специјалното обвинителство. А околу обструкцииве, и ако не е поврзано со финансиски истраги денеска за што зборуваме, ви кажува самиот факт дека Телеком, кој еве да речеме компанија и која треба да
да мисли на своето реноме. Телеком не е во конкретниот случај, него судот 4 пати е одбивано од СЈО за да влезе таму да ги земе логовите, за да може да ги поврзе со оние од УБК. Се бара правилна адреса, се бара да СЈО каже каде стојат серверите, како СЈО да знае каде стојат серверите, и разни формални аспекти, точки и запирки, за да се одбие. Малиновски, Јанева во изјавата која што ја слушаме посочува на прецен нечинење на УЈП и на други одговорни институции, поединци во Министерството за финансии. Вие, велам, сте поранешен член и председател на антикорупцијската комисија, стигнале допир со вакви или слични предмети. Каква е одговорноста, објективна и субјективна на овие институции? Значи, штом тоа го кажува обвинителката, веројатно има сознанија дека УЈП имала индиции за одредени нерегуларности во работењето на овие фирми, меѓутоа истите не ги зела предвид, односно него тоа констатирала и така натака. Инаку, не треба да не чуди кога вели не чинеле, не преземале ништо, значи тоа се појавни манифестации на системи како што сме ние, значи во ситуација на заробена држава, тоа се манифестациите. Институциите функционираат за едни, не функционираат за други или функционираат селективно. Значи тоа е проблем, значи во функционирањето, така да не знам што друго би кажал, се разбира дека обврска на УЈП, ако имала сознанија за вакви, било да Дали тоа повлекува одговорност утре на луѓето кои што биле на одговорни раководни позиции во тие институции? Се разбира, во тие институции работат државни службеници кои имаат обврска да постапуваат законито и тие можат да сторат па и кривично дело со чинење или со нечинење. Се зависи, не знаме каква имаме ситуација во случајов, меѓутоа дефинитивно одговорноста кога говориме за институцијата, таа мора да се преслика и на тие кои раководат со институциите, па и оној инспектор или поединец кој веројатно ако работел на контрола на овие фирми и не сакал да види нешто што требал да го види, очигледно дека и кај него има одговорност. Може само да дополнам однос на одговорноста, бидејќи ги зборуваме само овие две истраги каде што се новинарите споменати. Вие имате една истрага вчера која што беше објавена, која иде под кодно име 300, каде што се работи за лице кое втор пат е под истрага. Значи втор предмет му е овој во СЈО, помошник министер во МВР, тоа е исто и во ТЕНК. По дисциплинската одговорност и во институцијата во МВР имаат правилник во кој треба да му се покрене и да биде на овој човек нешто и треба да биде на некаков начин суспендиран. Него ништо не му фали. Тој се уште на истата позиција. Тој се уште таму. Нити некој преиспитува, нити прашува, нити го трга од работното место, буквално не е преземано ништо против овој човек. Гордан? Ќе се вратам јас малку на УЈП, зборувавме за нечинење. Да. Меѓутоа има една димензија друга што ја забораваме, а тоа е чинењето и ставањето на институции државни во партиски цели. Да не заборавиме дека токму од страна на УЈП беа доставени податоци за даночни обврзници на лица кои што беа таргетирани во јавноста и тоа за уредно платен данок. Мислам, нема место од каде може да излазат тие податоци, кои што во крајна линија се и тајни податоци, ако не од УЈП. Никој и за ова не поведе, ниту презема одговорност, ниту некому му фалеше за нешто. Факт е и дека има истражувачки тимови меѓу новинарите кои што укажува, открива, посочува на сериозни случаи. Новинарите честопати се обидуваат да изнудат некаква реакција од државните институции, но едноставно институциите молчеа. Институциите молчеа, меѓутоа, пак ќе повторам, се многу ревностни кога треба да помогнат за дискредитирање на некои луѓе кои што се
етикетирани како политички предавници, како политички неистомисленици, предавници, па дури и на нивните семејства. Еве, јас ќе го споменам собствениот пример. Син ми беше објавен во медиумите за тоа што работел на проект 6 месеци со име и презиме. Замислете, едно момче од 26 години да се става во контекст на нешто на што нема вина. А при тоа даноците се платени. Даноците платени, работел за 10.000 месечно, дипломиран правник со магистар по правни науки. 10.000 денари. Денари, така да не се помисли дека се евра. Меѓутоа, сето тоа е ставено во некоја функција, за да се докаже некаква теза. Добро, мораме на уште една пауза, се враќаме со дебатата многу брзо. Останете со нас. Еве назад со емисијата 360 степени пред да ја продолжиме дебатата со нашите гости, да слушнеме дел од интервјуто на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгел за порталот nova.tv.mk дадено вчера, во кој што прави поврзница меѓу она што денуиве се случува како обструкција на политичкиот процес и она што го работи специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство има клучна улога согласно договорот од Пржино кој сите партии го прифатија. Дали и колку специјалното јавно обвинителство и неговата работа, ефектите кои можеби ќе произлезат од неговата работа, се всушност причина за ваквиот отпор кон формирањето на новата влада? Па наравно, гледајте, тоа тужилаштво добило мандат да истражи неправилности кои су биле регистриране у тим прислушкиваним телефонским разговорima. Према томе, неки људе наравно имају неки мање, неки више оправдану бојазан да ќе бити позвани на одговорност, да ќе имати неке последице правне природе. Последице koje naravno pravna država ima pravo da izvodi nad svojim državljanima ako su se ogrešili o zakone, o ustav i tako dalje. Prema tome, ja mislim da ta razmišljanja o mogućim posljedicama igraju ulogu kod nekih ljudi. Međutim, ja se stvarno nadam da kada se potpisivao Pržinski sporazum nisu bile sakrivena agenda negde iza leđa, nego se iskreno verovalo da može biti to početak jedne katarze i drugačijih praksi. Onda se treba i znati i distancirati od onoga što nije bilo u redu. Го слушнавме Вајгл. Колешке Дувњак, може ли одолговлекувањето на процесот на конституирање на новата власт да се анализира и низ призмата на истекување на рокот на СЈО во кој што може да покренува обвиненија? Се разбира дека може и треба така да се разгледува и гледа на тоа, затоа што јуни доаѓа и очигледна е намирата на власта по секоја цена да добие на време и со претходните постапки на одолговлекување и сега со конституирањето во собранието. И не случајно и СЈО на вчерашниот прес, предпоставувам притиснати под товарот од времето, излего и со 4 истраги, затоа што месеците брзо ќе поминат. 68 истражни постапки се веќе отворени. И потоа доколку... Но само 3 обвиненија до сега. Транспортер уште не е официјално... 2 обвиненија, едно во најава. Да. И Титаник веројатно брзо ќе оди како обвинение. Така, некому тоа може да му биде малку, некому доволно, некому реално со оглед на околностите и на состојбите што се случува. Меѓутоа, повеќе од очигледно е дека СЈО е главниот
камен на сопнување и дека целата оваа и хистерија што се создава и на некој начин вештачки искреирана криза во фонот ја има позадината на СЕО и наближувањето на роковите. Да. Малиновски, може би ќе беше тешко да се создадат услови и да се обезбедат 2/3 во парламентот за на таков начин да се продолжи мандатот на СЈО. Но ако имаше побрзо конституирање на власта, барем веројатно ќе можеше да се изгласат измени во законот за заштитени сведоци, па да се додаде уште една алатка плюс за СЕО да може веројатно да полесно да го работи сето тоа. Вака испаѓа дека сето ова навистина уште повеќе отежнува работата на обвинителството. А часовникот отчукува. Да, часовникот отчукува, меѓутоа не треба никого да фаќа паника во таа смисла. Оно што е задача на СЕО тоа е да спроведе квалитетни истраги и добро да ги подготви обвиненијата. Дали ќе се стигне и во кој обем ќе се стигне, се разбира дека притиска времето, меѓутоа повторно јас не би го воопшто квалитетот довел во прашање во оваа насока. Зошто? Затоа што, видите, рокот е за поднесување на обвиненија. Оние постапки кои нема да бидат за кои нема да бидат оформени и испорачани обвиненија, за тие постапки, тоа не значи дека за тие кривични дела не може да се одговара понатаму. Проблем е што нема да ги работи СЈО, него ќе ги работи некој редовно обвинителство. Не дозволиве ставот или размислувањата, сега ќе му помине рокот на СЈО за тие обвиненија и тие ќе бидат слободни и неказнети. Не. Едноставно, мој став е дека тие кривични дела за кои нема да биде покренато обвинение, ќе може да ги работи некој обвинителство друго, се разбира по-квалитетно и кадровски, по-конституирано, со растеретено од политички влијанија, така да тие кривични дела дефинитивно не може да се рачуна дека ќе бидат едноставно згаснати и нема да биде овозможно да се одговара за нив. Затоа што не се застарени. Тоа е важно. Едноставно... Ако по кривичен законник не се застарени, за нив по нив може да се работи. Сега прашањето кој ќе ги работи. И не треба да се заборави дека во овој момент 45% од аудиофеловите се преслушани. А што е со остатокот? А што ако во останатиот процент се наоѓа голем криминал? Дали тоа значи дека не треба да се работи криминалот? Јошевска, Анастасовска, дали тоа значи дека се крева раце од опцијата да се продолжи периодот во кој што СЕО ќе може да покрене обвинение? Не, ова што вели... Се појавува повеќе опции во јавноста, како некакви варијанти. Јас оно што можам да го кажам е дека во СЈО нема таков притисок во смисла на они знаат каков е рокот, но работат со полна пара и работат за да работат и за да создадат квалитетни обвиненија. И како што вели колегата Малиновски, така е. Значи, нивна работа е да го конципираат предметот, не можат пошто мене многу често тоа ме прашуваат. Зошто не ги пуштат обвиненијата да ги запазиме роковите, па ќе видиме после што ќе правиме. Тоа што Малиновски го зборува околу квалитетот на истрагите. Околу квалитетот на истрагите и тој го кажува и јас го кажувам од аспект на бранители заради тоа што тоа сме го гледале порано. Колку само да се снима лисиците, приведувањето трпел квалитетот, затоа што било моментот тогаш дека треба да биде покренато обвинение и таа пракса е напуштена во СЈО, како и многу други пракси кои што обвинителството ги правеше околу барањата за притвор и така натаму. Така што нема таков, ова сакав да кажам. Нема таков притисок, не знаат што ќе биде бидејќи не зависи од нив. Јас лично имам дадено толкување дека тие не треба воопшто да го третираат членот 22 од, да го наречам, специјалниот закон како обврзувачки, иако тестот ќе биде пред судот и судот ќе биде важно како го третира, бидејќи во членот 22 според мене обврзувачки само за предметите кои што ги добија од основното јавно обвинителство, а кои беа поднесени по обвиненија од СДСМ. Затоа што така, ако го гледам и ако го третираме лексички, така гласи. Се останато треба да се третира како што се третира во основното јавно обвинителство, односно поопштите рокови што важат во Законот за кривична постапка. А таму предистражната постапка не е лимитирана со закон, туку почнува да се рачунаат роковите од
давање на наредба и тоа е единствениот начин како можеме да бидеме рамноправни во една. Дали по таа основа може да се спори тој член 22 пред Уставниот суд евентуално? Па така да се обезбеди Гледате, продолжување на мандатот за покренување обвиненија? Секогаш кога ме прашуваат правни прашања во кои вклучуваат институции со дискутабилни претходни одлуки, не знам што да кажам. Да, можеби може, но дали од тоа можеме да очекуваме позитивен резултат е сосема друга работа. Исто како што можеби може и собранието да додене се автентично толкување или на некаков начин да се заврши целава работа, но од кај знаеме. Ние не можеме, гледаме дека со денови не можеме еден председател да одбереме. Дувњак, знам дека и вие сте се занимавале со ова прашање, што според вас од тоа што како искуство го имате од разговорите со експерти, луѓе кои што го следат сето ова, ви се чини најприфатлива опција околу евентуалното продолжување на рокот во кој што велам СЈО ќе може да покренува обвиненија. Има и забуна во јавноста дека се згаснува СЈО во јуни, што не е точно апсолутно. СЈО продолжува да постои и да работи. Значи, рокот од 18 месеци се однесува само за подигнување на обвиненија, што не значи дека во овој период до јуни нема да има и други обвиненија. За мене е многу побитно она што го рече и господинот Малиновски, колку ќе бидат издржани обвиненијата. Зарем е мала работа во судска постапка да се докаже дека имало изборен инженеринг, премногу крупна работа. Неколку предмети да завршат со правосилна судска пресуда, ми се чини ќе биде доволно за да се каже дека СЈО ја завршила својата мисија. Да се разбереме, не треба да имаме илузија дека овој орган ни е лекот за сите проблеми во државата наталожени со години и дека може да биде субститут на сите институции во државата. Иако се такви очекувањата во јавноста, се преголеми, па ако се сеќавате на почетокот, од дочај луѓето бара од СЈО да се вклучи во предмети со собраќајки, со имотни прашања. Уште има такви случаи. И се уште има, што значи дека огромна е недовербата во редовните институции. Она што е побитно е да дојде до промена, до мислењето дека редовните институции треба да се ја вршат својата работа. Веќе се заговараат за тоа и не треба двотретинско мнозинство во оној момент кога ќе се конституира собранието и кадровски смени, така што можеби ќе бидеме сведоци во еден догледен период и на промени во обвинителството и на некој начин охрабрување на обвинителите и на другите институции да се вршат својата работа. Последниве промени што беа во судството на некој начин испраќаат сигнали дека кај првите луѓе и на Врховниот суд и сега и кај веде председателот, новиот веде председател на Кривичниот суд, постои еден обид за амортизирање на состојбите. И не случајно председателот на Врховниот суд во својата прва изјава во јавноста зборува за потребата од заздравување на судството и дека ќе се на некој начин ќе се ангажира на подобрување на перцепцијата за судството и за подобрување на оценката за судството. И не случајно дури се направи една манифестација на добра волја, па ако ги гледаме временските рокови, изборот во судски совет беше на 14, на 15 март првите двајца луѓе дадоа свечена изјава, веќе по 3 дена виде председателот на Кривичниот суд, кој што во изминатиот период беше главниот генератор на обструкции во работата на СЈО, од нивна страна дојде иницијатива за средба, која што и покрај тоа што наведум беше представена како протоколарна, сепак имаше таму една сентенца дека ќе работат за подобрување на соработката и унапредување,
А неколку дена после тоа го направи и председателот на Врховниот суд. Тоа значи дека јас барем верувам и се надевам дека такво грубо обструирање како што беше во изминатиот период нема да имаме. Може би тоа е вака моја добра надеж, меѓутоа може би методите ќе бидат посуптилни, ама веќе на сите им е јасно и на луѓето во Македонија и оние од надвор, дека периодов што е заднат беше искористен за големо обструирање на работата на СЈ. Да. Малиновски, вие сте биле начело на институција која што по начинот на кој што легислативно е поставена требало да биде независна, сте се бореле низ работата, низ создавањето перцепција во јавноста да го правите тоа. Што мислите за обвинувањата за СЈ дека е пристрасно во својата работа? Дали е пристрасно? Мислам, обвинувањата одат пред се од оние кои се засегнати со постапките. Знаете, и предходно нема некој против кого се покренало обвинение да не рече, ама тоа се прави тенденциозно и така натака. Значи, ние треба за да оцениме дали е пристрасно или не, ќе треба судот, еден независен и компетентен суд, да се произнесе по обвиненијата кои ќе бидат испорачани. Ако тие обвиненија таму добијат своја сатисфакција и бидат донесени пресуди со кои обвинителните акти ќе бидат прифатени, ќе се докаже дека не работеле пристрасно и селективно. Дефинитивно влогот е многу висок од работата на обвинителството и оние кои се засегнати знаат кои би биле последиците од доколку тоа обвинителство продолжи со постапките. Видете, досега ние имаме, рековме, 2 обвиненија во судот, само треба да разгонетнеме, односно да направиме разлика, дека тие беа за обвинителни предлози, значи во скратена постапка, каде што судот мора да постапува по нив. Ние немаме искуство кога ќе се оди со обвинителен акт кој ќе треба да биде предмет на оцена од страна на судот. Веројатно ќе биде како прв филтер и тука ќе видиме и можеби една друга атмосфера. Тоа ќе биде првиот сигнал дали судот се променил малку или не. Инаку како што беше досега судот, јас сум сигурен ако беше тргнато со некој обвинение, тоа уште во фаза на оцена на обвинителен акт ќе беше одбиено како... Така што до јуни горе-долу ќе имавме чиста ситуација за тоа колку реално обвинителни акти влегле во судница, а колку се одбиени на прва што се вели. Тоа. И ако тоа е преседан одбивањето на обвинителни акти, меѓутоа ние многу преседани се изнагледавме овде кога станува збор релација кривичен суд специјално јавно обвинителство. Така да не ќе ме зачудеше ако тргнеа со обвинение дека таква ќе се ситуација ќе дојдевме. Меѓутоа кога се разговара за роковите и мандатот на СЈ, ние сите сме сега во моментов го толкуваме оној рок од 18 месеци од преземањето на предметите за кои говореше и колешката. Меѓутоа, треба да се има предвид дека законот за СЈ има 5 години, важи 5 години. Значи, ние треба да знаеме кои ќе се покренат обвиненијата, ако се оние што ќе се покренат до јуни, тие ќе мора да бидат завршени до, како доаѓа септември 2020. Нас ни се чини многу далеку, нели тоа, меѓутоа, кога влегувате на главна расправа, судење, сведоци, укинат предмет, пресуден и така натака... Да, по жалба, така значи, натаму. Веројатно, сите ситуации се возможни. Ја мислам дека ќе дојдеме во ситуација да одредени предмети бидат во живи, односно во постапување, а да престане да важи законот за специјално јавно обвинителство. И тогаш веројатно ќе... Затоа што продолжувањето негово е дадено дека може да се продолжи за 1 година, меѓутоа со согласност повторно 4 неголеми политички партии, па 2/3 мнозинство и така натака. Значи, ова го кажувам за да имаме предвид дека
во извесен период мора да рачунаме дека ќе имаме некој трансфер на предмети од ова обвинителство во редовното обвинителство. Иако веројатно, како што и самиот рековте, некој ќе спори дека тоа е возможно, велејќи дека тоа било задача на СЈО, завршил Да, меѓутоа работа, има и механизми, тоа е тоа. ако пред истекот на рокот, обвинителката може да рече јас овој предмет го отстапувам на редовното обвинителство. Тоа е и механизам во постојниот закон. Значи, во секоја фаза од постапката може предметот СЈО да биде отстапен на тамошно постапување во редовно. Полека привршуваме. Јошевска, за вас само уште едно прашање, помина, мислам дека многу незабележено. 66.000 нови аудиофајлови успеало СЈО да поврати. Фајлови кои што биле избришани. Од каде се тие, кои се, какви се, знаете, имате некаква поконкретна информација? Може би избришани е неправилен збор. Не знам точно во извештајот како стоеше, но не се тие избришани, туку тие се фајлови кои што на хард дискот кој што им бил даден се видливи само како дека постојат, но кога ќе ги отворите не можете да ги слушате. Сега кога се сепак купува, имало некаква трага има видлива. трага, да. Аха. Но немате трага што е тоа, дали е Word документ, Excel, аудио снимка и така натаму. И сега во СЈО се екипираа после по примањето на овие и пописот, се екипираа со многу развиен и модерен софтвер, кој што тие ги препозна како аудио фајлови. И ово и претходниот имаат систем на броење на фајловите и кога го ставија на новиот софтвер, покажа 66.000 плюс, што значи ги препознал како аудио фајлови, што значи дека се разговори кои се остварени или не се остварени. Да речам, не се сите 66.000 остварени разговори, некогаш е не добијан тој на телефон или се уклучила секретарка или така натаму, но имаме нови. Значи не се избришени за да не се создаде некоја забуна во јавноста дека некој ги бришал. И мене тоа ми беше А има некакви клучно индиции дека содржински, дали се тие некаква квалитетна индиција за нешто ново или се уште е рано? Не можете да стигнете да ги преслушате тие. Тие се само ставени во извештајот да се знае дека имаме и дополнителни 66.000 кои што ради овие технички работи сега се видливи. И што ја зголемуваат бројката што зголемуваат бројката, што да. зголемуваат времето и така натаму, а можно е во тие 66.000 да има 66 кривични дела, не знаеме. Да. Добро, привршуваме. Да имате нешто евентуално што како завршна поента сакате да го кажете. Ако не, благодарам многу што вечера бевте мои гости. Се надевам беше интересно за публиката, ве поканувам да ја видиме саботажата. Репрезентите на катаклизмичното сценарио нахушкано од клептопатриотската политичка агенда која диктира владеачката номенклатура се туркаат и прават стада во кои ниту самите не верувале, бидејќи себе си се гледале како мисионери, кои што ќе придонесат да биде направен толку потребниот скок над цивилизацијската дупка. Малку има на целокупна политичка сцена, постои известен дефокус, знаеш, велиме народот, граѓанинот. Според мене, за да прескокнеме на цивилизацијска дупка која остана зад нас, треба веќе да размислуваме за даношниот обврзник. Актуелното крстење во народот, кој веќе една декада е предмет на грда пропагандна манипулација предизвикана од лица кои со благослов на големите родолюби ги избегнувале своите даночни обврски и се погаделе на грбот на граѓаните, и служи на никаква заедничка, туку само на нивната, заробена Македонија, чија потреба за ослободување им била водилка дури и на денес за крепостените чувари на режимот. Сега е моментот. Дали сега ќе се создаде граѓанинот и тој ќе ја смени ситуацијата, ќе го руши ова луѓе. Континуираниот политички притисок врз дел од милионите, ние одлучивме да ги спуштиме кон медиите и да не ги следиме вршно. Благодарам. Или, од друга страна, ова лудило ќе продолжи, ќе се вратиме у сталиновски филм. Во истиот тој жар што непрекинато го гледаме благодарејќи му на скапо платениот билет кај главните кинооператери. Безпрекорно и како агит шприцер се прска врз масите тезата за предавството, кое се прави со помош на гласовите на албанците, и тоа од истите оние за кои
тоа било природен акт, но само кога со нив на власта останувал или ја добивал бизнис партнерот. Според обострена оценка функционираше и коалицијата за меѓусобна размена и поддршка при гласањето помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Практично наму каде што имаше албанско население, ДУИ одработи, тие гласови отидоа во најголем дел на контото на кандидатот на ВМРО ДПМН за председател Ѓорги Иванов, а пак ВМРО каде што можеше да помогне да градоначалниците на ДУИ добијат поддршка. Дебаклот на очекувањата дека на бранот на таа поддршка и понатаму ќе продолжи да се пловија предизвика плимата од турбофолкерај, во која се укотви псевдотатковинскиот Титаник. На него се изнакачија сите оние кои постојано се обидуваат да го однесат спротив ветрот, сега величајќи го на регионално ниво, пиратот од Водно, кој на големо им ги храни суетите на великосрпските ајкули. Иванов ga nije primio, to je takva šamarčina da mislim da će mu zujati uši dok se vraća prema Briselu. И на крајот, таа навидум голема дипломатска победа презентирана како продукт на национална промисла е само обичен израз на кукавичко бегство од соочувањето со реалноста, во која наместо да платат тие што затајувале, и натаму се стимулира оданочување на цела Македонија. А за тоа не ни треба меѓународен мониторинг. За туѓи бели дворови копат црни гробови. Нема веќе да дозволиме некој да ни копа црни гробови кога имаме своја држава, која имаме своја иднина, која имаме своји институции. Себично помагајќи им на неговите политички ментори да не потонат, очигледно интабулираниот председател е подготвен сам, без ничие замешателство, со својата држава и со своите институции. Тој лично да ја реши Македонија. Ова беше се за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Ќе се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно! Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Вчера објавените нови истраги на специјалното обвинителство изнудија и воздивнувања во стилот. Зарем наводите за државна кражба од епски размери се сведува на тендерски криминал од 500.000 евра и затајување данок од 100-200.000 евра. Но ако само малку повнимателно се анализира тоа што го соопштија Катица Јанева и незините соработнички, лесно ќе се заклучи дека вчерашната пресконференција беше само прелудиум, само воведен чин во повеќе чинката, која ќе ги открие прво вистинските димензии на патриотската пропаганда во изминатите години и второ, размерите на перењето пари од државниот буџет со чинење или нечинење пред се на управата за јавни приходи, но и на други одговорни институции и поединци во Министерството за финансии. Се чини дека во меѓувреме и на Брисел му станува повеќе од јасно дека патриотската представа на улиците е израз на нечи страв од откривање на вистината пред која Марко Зврлевски затвора очи и уши, а тимот на Катица Јанева етапно ја открива и ја става на увид на јавноста. За улогата и позицијата на СЈО во овој деликатен политички момент во Македонија, вечерва ќе разговарам со мојата колешка Гордана Дувњак, адвокатот и поранешен председател на антикорупцијската комисија Драган Малиновски и неговата колешка адвокатка Сузана Јошевска-Настасовска. Бидете со нас, ќе видите и нова саботажа. Прво сепак, пауза.